Точно е 10 часот, по кратката или не така кратката пауза се враќаме во студиото, направивме еден куп разговори, веќе би се заборев до каде стигнавме претходно. Аха, Тарабунов требаше на Инстаграм да го заследат за повеќе здравствени совети и да пее. Сакаш да пееш, ала на страна? Не, бе, шо ќе пеем, не знам. Сега шо да ти нема да ти бараме грешки, ние со тебе вака ќе пробаме да мумдаме нешто. Не, сакаш или не се шегувам? Не знам, не. Не сакаш? Не, Многу е рано. Рано? Добро. Не дека не можам да пеам, ама не знам сега што да пеам и Ке гледате на настапи. Ај подоцна, може би сега вака од едни теми се префрлivме на скроз други. Може да одиме ако не па играј. Може ќе ти смета ако заиграм. Подилното е овде, ако сакаш шпага направиш, што сакаш, не е тоа проблем. да, шпага ако направам ќе да тука со нешто да ме креваат. Така ќе останам. Добро, без шпаги нагли потези, одиме со фотографиите на Симона Коруновска, потоа ќе си продолжиме со докторката, па со Тарабунов и ќе ги завршиме мобитите што претходно ни остана. Симонова е твоја, така? Да. Малце се збунив, јас повели. Колку филтери има стајано сега? Нема ни еден филтер. Тоа е поентата, дека нема филтер. Ова е изгресанца во Италија на Пицбоја. Брвот се вика Пицбоја и е буквално можеби најубавото изгресанце што до сега го имам видено. Можам да кажам дека убавината на сликава не е доловена. Значи нема ни еден филтер. Убавината не можеше да се долови. Станавме, Тоа доле е езерце? Езерце. Многу јако. Глечарско. Станавме многу рано утрината, станавме навечер, иначе бевме на Доломите, затоа што и планинарам. Да. За тие што не знаат, да дадеме контекст. Не е прибрана почитувани во превод. Од Значи не можеме да го договориме гостувањето на планини жената цело време. Не сум достапна. Да, точно. Нема мрежа. Буквално не сум достапна, да. Добар дел. Ова исто така Пицбоја, ова е самиот врв. Да, бевме на една тура, 10-дневна на Доломите, заедно со Цукшпиц во Германија. И сликиве кои што ги гледаме се во моментот од таму. Качивме 4 врва. 4 врва во 6-7 дена, така нешто. Сите беа горе-доле просек безела 3000 метри, значи беа прилично високи. Беа захтевни, не би рекла, меѓутоа не сметам дека јас можам објективно да кажам, затоа што имам некој ниво на кондиција. Добро. Да речеме некој сега дека ќе одлучи утре да се качи, нема да успее. Јас не би се качил. Добро ми е тука. Одиме со следната. Аха, добро. Ова е друг врв кој што го качевме. Ова е Тофана, значи ова е всушност планинарски дом кој што многу беше сладок, како што можете да видите тука на слика. Ова е планинарски дом, не ми текнува на која висина се наоѓаше, меѓутоа имаше на него многу детали, многу беше нацртан, значи внимателно се избрано со столчињата, лустерите. Да. Беше најверојатно најубавиот дом кој што го имам видено и покрај тоа што е во Италија, не изгледаше типично италијански, тука се гледа некое германско влијание, да, дефинитивно немам слики од внатре. Имав некое видео, меѓутоа нели рековме слики за сега. Да. Колку слики испрати, фотографии, да зборуваме литературно. Да, испратив многу за да можете само да се изберете кои ги сакате, кои ги сметате за. И Тара исто доста слики испрати. Се шегувам, ајде после за него одиме со следната. Тука сме сите, откако се качивме на врвот, целата екипа која што бевме, и мислам дека оваа можеби и ние единствената заедничка слика од овој врв. Да? Да. Ова во Италија? Да, ова е истото. Фактички ова е во планинарскиот дом на терасата. Кој што се гледаше далеку, да. Во Италија, позади е врвот. Тој беше највисокиот. Тофана ди Розас. И гледате дека пределот е прилично карпес, значи кога изгледа вака карпесто, значи генерално дека е високо. Завршува травичката, цвекенцата, пеперутките, кога ќе почнат карпите, знаеш дека А како ги најдеш местава? Ги гуглаш, ти ги предложува некој? Па јас не ги не барам, значи Само ти кажуваат каде треба да одиш. Не, да, генерално да, каде треба да одиш. Меѓутоа си има планинарски друштва кои што нели со тоа се функционираат и си имаат тури. И некои имаат исти тури, имаат различни тури. Не, сам не можеш да идеш на вакви места. И ова се моите пријатели од моето планинарско друштво. Дел од нив кои што беа со нас. Ова си ти? Јас. Ова е тоа што ме зборев. Кажеш нутриционист во канцеларија со лаптопот. Не. Ова е Вија Ферата, оваа слика е од лани, другарка Милена има сликано, значи
вака почна се. Буквално еден ден беше четврток, бев слободна, јас бев сама без деца, дојде другарка ми на кафе и викам Лелена, не знам што ќе правам во недела. И ми вика на карпи. Па ако немаш што да правиш, дојди со мене на Виа Ферата. Јас викам, па не знам што е тоа, ама Звучи интересно. Да. Што е битно што е? Би дошла. И се сеќавам дека ми рече, па добра е да во недела се гледаме во 5. Ја чек, овој дел не го договоривме во 5 дека треба во недела да станам. Сабајла. Да, Сабајла. Да. Сабајла. Значи пред изгресонце и отидовме. Ова беше Ѓорѓевица, значи оваа ферата беше Ѓорѓевица, значи прилично вертикална и тешка. Меѓутоа, кога отидов прв пат се сеќавам на карпи, затоа што ја исто така и нуркам и летам со параглайдер. Леле, Симона, немаме толку Уште космонаут нема станато. Не сум сакала, да би сакала денес е четврток, пошто рече во четврток дошла другарка ти кај тебе. Не знам денес што ќе ви истекне за во недела. Не, Се може ќе дое некој. За следна емисија направи фотки. Да, ќе направам. Имам доста, не ги не пратев сега сите. Да, и ова беше Ѓорѓевица. Тука е Тофана де Розас. Тука е фактички врвот кој што го видовме на претходната слика и беше висок и многу ми е криво што кога се качивме дента не се гледаше како што можете да видите има облаци во позадина, тоа е магла, а погледот беше прекрасен, меѓутоа во 5 минути времето се смени, почна да доаѓаат облаци и ова е денка што и прилично форсиравме темпо, затоа што само што стигнавме дома, односно во домот, пуста 15 минути почна да врна. Времето таму е прилично непредвидливо. Да. И таму имаше Мора да се Виа подготви. Ферате, кои што ги качувавме, имам ја тоа испратено стики, можеби ќе ги видиме, и не можеш да се дозволиш да те заврне на Виа Ферата. Тоа е навистина опасно. Сама по себе, за мене лично, не сметам дека опасно. Си осигуран. За тебе ништо не е опасно. Сакаш адреналин. Мислам, Да, генерално сакам адреналински спортови. Ова е кога одавме на кај Пицбоја, дел од друштвото повторно, дел од нас ида по нормална патека, а дел ида по ферата. Ненормална патека. Да, по ненормалната патека. Ненормално. Да. Добро. Еве ги колачињата. Ова е мојот приоритет. Така е. Причината за која што живеам. Да. Ханено, моите 2 деца. Што Тука се со Тарабунов ми хамбургер? кажа. Не, тука се со крофна. Со крофна, па Тука се добро. со крофна. Не се баш. со чија Да, со си. крофна и со книга во скут момент на кој што сум особено горда. А здрава кров? Не е здрава. Не е здрава, меѓутоа јас како нутриционист верувам дека во животот мора да се има баланс, не треба да им Така е. биде се И забрането. баш ми е драго Па што да, и ваква ако им го фотографија браниш, испрати. баш ќе сакаат тоа да го Да, јадат. и сакаат, ти знам да им кажам, а сакаш сега крофна? Не сакам крофна. Ќе се направам смути со банана. Добро, окей. браво. Вау. Многу американски стил. Се шегувам, повели следната. Тука- Што правиш тука? Повторно висам на карпа. Висиш не од негде. А тоа долу што го гледате е глечер, ова од качувањето на Цукшпец. Инаку Цукшпец е највисокиот врв во Германија. Како ги запамти имињава на Па, карпиве. па кога ќе се мачеш толку да ги качиш, Она цел пат го повторува врвот. Кај одам сега? Како беше што? Цукшпец. Да, добро. Здравје, Да. следната емисија ќе ги знам јас. Да. Одиме со следната Доле фотографија. беше глечерот, имаше многу гужва. Ова е прилично туристичка атракција, некако се погодивме за викенд. Меѓутоа што забележав тука е дека, па мислам дека 95% беа мажи. 95% беа мажи, многу малку жени имаше. Да. Значи опасно било тука. А, или не било доволно опасно за да им биде на жените предизвик. Добро. Да, ова е повторно Пицбоја, кај што Тара ме прашуваше колку филтри има. Нема филтри, тука повторно се гледа делот Малце се стајала Бојчка. сатурацијата. Ништо. Се шалам, се гледа дека изгресува. Многу убаво. Значи, тој ден, ова е патот натака Да. со другарка Многу ме убаво. ката. Ранците беа многу тешки, значи екстремно тешки, зашто за 24 часа пакуваш се што ти е потребно, храна, Да. вода, Кога облека. одите следна дестинација? Да те земеме? Па, да видиме Денес е ако е четврток, така. реков нешто Денес треба се да оди се во договори. Косово. Денес одат Денес, во Косово. денес јас не нема можам да одам. пеам вечер, инаку Радо после би дошол. четврти може. Договорено ќе те викам на следни тури од клуб. Да се закачам ја негде на некоја карпа и Да тоа. висиш и ти Да. од некаде.
Не, ова е повторното Фана де Розас, тука се моите две другарки. И ова е Ката и сметаме дека ова не е најдобрата слика која што имаме извадена од целото патување. Зашто е нереално. Мислам, ова вреди да се види. Како кафе да си на Марс да пиете, да. Да, како да си на Марс, како да не си на овој свет. И кога ќе стекнеш нивна кондиција, генерално имам коментари, леле, како сакате така да се мачите. Не, кога имаш кондиција не е мачење, уживање во природата. Така е. Секој треба да прави тоа што го исполнува. Да. Ова е повторно некои стрмни патеки. Не, цукшпец. Не знам како да го наречам ова. Не, ова е повторно ферата, меѓутоа за разлика од таа што кажав дека е на Ѓорѓевица со другарка Мелена, оваа беше прилично лесна. Има различни нивоа на тежина. Тука сте врзани, така? Секаде сме врзани, Тоа ме интересираше. Замисли да не. Секаде сме врзани. Ова е врвот на Цукшпец, беше многу мал самиот врв и немаше место, имаше толку многу гужва затоа што имаше чара која што те носи до горе и фактички пола од луѓето на сликата од лева страна воопште не се дојдени со нас, туку се најдоа во моментот и сакаа со нас да се сликаат. И ете ги. Ова сме ние почитувани гледачи, инаку Симона фала ти на фотографиите. Мислам дека доволно време издвоивме да дзирнеме каде се патуваше. Знам дека се подготвуваш. На повеќе места бев, ова е најсвежото, последното, како што се договоривме. Да, ексклузиви сакавме. Или на Тара се спремни, ако се најави? Да, добро. Одиме со фотографиите на Тара Бунов, докторката ќе не почека. Тара, повели. Што да кажам, ова е сега на Караванов, да. Па има некој 5 дена сликава. Силно светнал ден, кажи ни малку повеќе. Силно светнал ден, да, 35 години независност. Авалон организираше караван на кој што има присутни над 100 уметници, тоа е комплетно шоу, да, сериозни и многу добра енергија има на тие каравани, тоа баш го збориме дека влада е некоја позитивна енергија, си се дружиме меѓусебно и ова е една слика од тие дружби позади сцената со Сара Меси, Полина Тасева, ако некој не ги препозна. Да. Се дружиме и многу ни е интересно, така многу инспиративен е целиот караван, многу нови идеи се случија. Одлично. Значи нови соработки да очекуваме. Така функционирали порано луѓе, имало повеќе каравани и баш тоа збориме, би требало да има повеќе вакви каравани каде што ќе можат уметниците да се дружат, да споделуваат идеи и да живее сцената. Да. Многу градови поминавте. Ова само да го искоментираме, може ќе се вратиме пак на караван. Ова е првиот настап во Охрид за караванот, да. Да, се зборува многу за тој настап, дека било спектакуларно отворање. Да, беше спектакуларно, се одржа на Билјанин извори, каде што се изненадивме колку многу народ дојде и така беше малку и тензично, зашто беше прв концерт и тој првиот концерт се снимаше за телевизија и сите бевме малце. Имавте трема? Имавме трема и така беше малце понапнато, али кога е напнато, уствари, тогаш и можеш да дадеш повеќе од себе. И супер помина ова, мислам дека супер. Убаво и те скоцкале? Па да, дури ми пиша луѓе кои што ме критикувале понекоја за мојот стајлинг, дека сум бил добро облечен. На вистина на задачата. Одлично. Тука си, предпоставам, во Битола? Да, тука сум во елемент Лени Кравиц. Тоа ќе прашував. Кој си тука? Тука сум Лени Кравиц и мислам сум Лени, како го кажав, тука сум Лени Кравиц. Многу звучи. Лени Кравиц, чувство. Не, тука сум во улога на Лени Кравиц и во улога на забављач на народот. Не, шалам страна, тука е баш тука оваа фотографија ми е многу драга, исто е од концертот во Охрид. Си разговаравме со мојот, би кажал, идол за тоа како се гради една кариера, за тоа како треба да останеш во тоа што го работиш. Тоа е Драган Мијалковски,
многу добри совети ми кажа, многу добри совети и решивме да се сликаме, бидејќи имаме една слика и кога настапуваше во еден скопски локал. Каде и да настапува Драган Мијалковски, јас ако слушнам дека и ако сум слободен, па присуствувам на неговите настапи и стварно сум... И вреди, навистина. Да, колку енергија човекот има и на тонската проба, баш му реков дека изгледа како рок звезда. Да, и баш да, многу добра енергија носи Драган Мијалковски и е стварно вистински. Да. Ова е со амбасадорката на Хрватската амбасада, Нивес и Нивес Тигањ. Со им беше гостин? Па да, бидејќи ме прифатија уште од првата средба, бе повикан од амбасадорката да ја интонирам македонската химна и некако од првата средба ме прифатија како да сум дел од Хрватската амбасада и мислам се спријателивме со целата амбасада и они викаат ти си како наш си. Наш си, да. И мислам многу се почитуваме и присуствувам на сите нивни манифестации. Одлично. Ова е Fashion Week. И овде те дотерали. Па сам се дотерав тука. Сам? Да. Добро сум дотеран. Добро си дотеран, тама да работи. Штом на телевизија оди фотографијава, мора да е добро. Ова е покана на Тука беше Fashion Week. гостин или имаше некој Гостин, да. учество? Гостин. А уште манекен немам станато. Па не знам. Да, гостин бев. Ова е фотографија од снимањето на спотот Француски вагони. Да. Многу интересен наслов и интересна нумера што ја вртиме. Да, и морам да ја пофалам и Тамара Трајковска, ако не го грешам презимето. Девојчето е модел и манекенка и е многу професионална. Незината специфична убавина ми остави печаток во едно телевизиско шоу каде што присуствував и некако ми се врза со песната и баш ја контактирав и она мислам дека го донесе тоа на најдобар можен начин. Стварно е професионалец. Одличен спотот. Неколку пати го пуштивме во... Да, и ова е исто од Француски вагони. Друга сцена 2. Да, друга сцена 2, каде што носам бунда прв пат во мојот живот и се осеќав како 50 Cent. Се очилата со се, да. Да, ама беше интересно зашто мислам за спотот, за снимањето. Овака кога се шетав зашто снимавме и кај и на плоштад, луѓето малце ме гледаат. Зашто овака да се прошеташ негде во некоја светска метропола ќе биде окей. Да, ама тука да се шеташ по бунда на плоштад ќе речат ој добар беше, ама да не летнало пленцето. Али ова е за друга песна. Исто тука си го ова знаеш ли како го склопив цел аутфит? Како? Отидов во Стружанка во ГТЦ и викам имате ли да, имате ли мајца, викам онака без ракави. Да. Рамбовка. Па рамбовка, да. Да, и се беа жени доле што работат. Зашто ти е тебе рамбовка? Да викам снимам спот. Треба одгоре да имам кожна јакна. Зашто снима спот? И ми ја пуштам песната Љубов. И сите жени што беа вработени, значи ја слушаме тука од телефон песнава во доле во ГТЦ. И сите леле, браво Тара. Оваа песна ти е, значи, и други вика ти ги сакаме, ама оваа песна. И тука со тетките ми дадоа онака, као да ти кажам, ветер во грб. Јас со самодоверба. Баш ми е жал што не се гледа убаво рамбовката. Да, не се гледа, па. Мислам на фотографија. Не фората се гледа, уствари кожна јакна, знаеш. И тоа е снимено во Фелиција. Го снимавме. Да, точно ми текнува на спотот сега. Зашто зборуваш? Не се гледа рамбовката, сакаш да кажеш? Па сега не се гледа, можеби на сликава, ама во видеото се гледа дека има. Затоа реков на фотографијава не се гледа, да. Да. И многу добро си помиравме, многу лабаво снимање, многу искрено, тоа и сакав. Оваа комбинација ми е многу интересна. Да, многу дружба имаше. Јак Дади, Лара, Сара Мес и Тара. Да, она Иов, као се викаше, детска олимпијада, мислам дека беше. Емов или Иов, не знам како беше точно. И тука имаше многу убава, некоја спортска атмосфера владееше. И ние направи некоја химна, ако не се лажам, која што ви уствари ја пеевте. Да, направивме химна.
која што беше, ако не се лажам, прогласена зашто они секоја година снимаат по некоја химна, е како оваа химна, сега ние што сме ја снимиле, била као најгледана. Браво. Така ни кажа, може би не лажеле, али така да си верувам. Битна беше дружбата, мислам, многу тука испомешани стилови, али супер се вклопевме. Да, тоа многу ми се допаѓа во уметноста. Навистина, никогаш вас како артисти, може би тебе со Сара Мейс биве спула, но со другите баш изненадување беше. Супер се склопивме и многу добро се дружевме. Ова е кога настапив со Центарска симфонија, се викаше проектот. Да. Настапивме на плочникот позади Соборна и многу добро си поминавме тогаш, зашто пеевме и некои филмски теми, испеавме и некои мои песни со целиот тој симфониски оркестар и беше многу посетено, имаше многу бава енергија, дури ни бара бис тогаш. Браво. Да. Мислам дека најубавото чувство за еден артист кога ќе излезе пред публика. Па да, нешто што јас мислам како изведувач, како артист се гледам така со голем оркестар. Кога настапувам, тогаш сум најкомотен, би рекол. Да, одлично. Ти благодарам многу, Тара, за фотографиите. Убави слики. Да, убави слики си подготвил, да. Со приказни. Убави слики, да. Одиме со фотографиите на докторката. Се надевам не ги заспавте. Ајде да видиме вие што подготвивте. Имате интересна комбинација на приватни и професионални. Повелите. Да, на оваа фотографија сум на Конгрес за ретки болести, првиот конгрес на ретки болести. Околу мене се моите колеги и претседателката на Сдруженијето за ретки болести Гордана Волеска, која е голем борец и хуманист за своето дете кое нели е со Алпорт синдром. Тоа е и причината за нејзината 10-годишна заложба и на оваа фотографија баш сме собрани со таа цел да се дискутира за ретките болести. Така. Одлично. Одиме со следната. Ова исто пак од конгрес. Ние докторите само на конгреси одиме. Мора да се едуцирате. Комбинираме конгреси и дружба, нели? Тоа ни е мотото. Да. Ова е во Србија, во Врњачка бања, со колегите од Србија и моите колеги. Ова се колегите од клиника за пулмологија. Тоа беше една интересна дружба, нови познанства. Така. Размена на искуства. Размена на искуства. И добра прошетка низ Врњачка бања, најбитно. Ова исто е една фотографија. Ова е тука во Македонија направена фотографија, исто едно, како да кажем, симпозиум. Ева ми се драги до мене, од црвеното ми е драга колешка. Тие околу нас е дел од организациониот одбор. Добро. Ова сум јас на мои 2 години. Преслуд. Така, иако на сликата сум мирна, генерално бев немирно дете, палаво дете, што ги закача другите. Темпераментно. Темпераментно дете, да. Иако делува озбилно на фотографијата. Баш супер што вакви фотографии сте издвоили. Симона и Тара веќе ни гостували и немаат прикажана фотографија од исто, затоа што ни подавме со нешто друго. Фотографија ова ми беше интересна, најубава. А има многу со сигурно. Да не ги чувате. Омилените фотографии се ти. Комплетчата, да не го чувате. Не. Ова е на мојот 30 роден ден. Ова е дел од моето друштво. Така еве да видите дека и ние се забавуваме. Не работиме само, да. Иако докторите се делуваат сериозно, имам и моменти на забава. Така. Ова беше нели јубилејниот 30 роден ден. Така е. Па, да. Ова е моето семејство. Моите родители и брат ми, кои можам да кажам дека од текот на моето студирање, специализација, едукации, ми беа голема поддршка. Сигурно. И многу сум благодарна за целокупниот залог. Ова сум пак јас на Конгресот за ретки болести. Да. Тука презентирам за еден редок синдром, Картегенеров синдром. Така, тоа е баш на 10 годишнината од формирањето на Сдруженијето за ретки болести. Одлично. Еве и на кафе дружба. Интересна комбинација на фотографии. Да. Малце приватно, малце служба. Малце приватно, малце професионално. Така. Тука исто после некој конгрес, неверојатно било по стилот што гледам. После тоа завршуваме со кафе дружба. Ова поскоро фотографија. Да,
Ова е од Интернационалниот интернистички конгрес, тука во Скопје, и таа е една од по-новите фотографии. Затоа сме така озбилни дека сме пред да започне конгресот. Така. Ме со колешка питова, формално. Гледам дека повеќе сум ставила професионални фотографии. Ова е од конгресот во Охрид на интернисти. Ова е, како да кажам, спојка со пријатели од Биоревит, Центар за биоинформатика. Така, пријатели на нашата емисија често сме таму и споделуваме. Да, и затоа сакав и да споделам фотографијата. Еве ја Тања и сите други. Така, ова беше една забавна вечер. Мислам дека предпоследниот ден од конгресот. Ова е слика на моето дипломирање, нели? Да. После 6 години мачење и труд. Фотографијата што сите ја очекуваат секој пат. Да, затоа што после место, тоа е тоа. Да, тоа е деканат на медицински факултет Скопје. После 6 годишен труд, ова е фотографијата со татко ми. Така, ова беше лето, топло. Ама мораше да се одбележи. Мислам дека има уште една. Ова е од мојот 30 роден ден. Тука се свеките ги гледам. Да, тука се свеките, тука е нели прославување на юбилејот. Одлично. Тоа е тоа. Баш супер фотографии, кратки, јасни коментари. Благодариме многу за сето она кое што ни го споделивте во денешната емисија. Прв пат ни даѓате, но следниот пат и повеќе фотографии, малку повеќе ќе видиме што правите. Може некој видео? И видео може, ќе направи некој видео. Може. Имаме уште некои 2-3 минути до самиот крај. Тара, не споменавме на што работиш во моментов. Што да очекуваме уште колку нова музика до крајот на годината? Па, мислам дека до крајот на годината. Пази само микрофончето. Да. Постојано, како што кажав, работам на нова музика. Да. Речам многу демоа дека имаш? Да. Али кога имаш повеќе демоа, многу пазиш што следно ќе извадиш и гледаш да не избрзаш. Така да тоа и јас го правам. Може би некоја соработка? Па зашто да не? Во некои преговори си или? Па има нешто, да. Затоа реков на караваниве направивме некои мислам, створивме некои идеи кои што чекаме малце да се растеретиме па да поработиме и на текст и на аранжман, да видиме што ќе извадиме, зашто не е само да извадиш песна. Така е. Треба тоа да има да е квалитетно, да има приказна зашто го правиш тоа. Да не биде само така, тука сум, вадам песна, не. Да. Кога вадиш песна, ти тоа влага веќе во материјално и останува. И треба после 10 години кога се свртиш назад да бидеш задоволен од тоа што си го правил, не дека си следел некој тренд што поминал. Да. Останува да видиме како Останува да видиме. Следете. Симона, ти што следно подготвуваш, каде ќе патуваш? Немам план. Немаш план? Да. Кај тебе значи без план. Се доаѓа спонтано. Тоа е тајната тоа е убавината на животот, сакам да кажам, добро готово почнам да тракирам 10-20. Мислам тековно животот се нормален. Деца, работа, вежбање. Нови клиенти, дали си отворена за нови клиенти? Да, сум, имам доста. Значи на социјалните мрежи, Инста нутриционист? Инста нутриционист сум на Инстаграм и на Фејсбук. Да. Може да ме најдат таму, да често споделувам и рецепти, совети, па последно и патувањата ги споделував. Споделив дури видео што јадевме ние на тие патувања за кондиционо да ги издржиме. Зашто треба многу енергија. Така е. Значи, почитување, ако не ви враќа Симона на социјалните мрежи, не се загрижувате сигурно на некоја планина или виси некаде, ама штом се спушти на земја, ќе ви враќа. Веднаш. Докторке, ви посакувам многу успех во сето она кое што го работите, особено за ретките болести, често ќе се гледаме во нашата емисија и благодарам на прифатена покана. Ви благодарам и на вас за оваа прекрасна дружба, спој од различни луѓе со интересни приказни. Да. Благодариме за гостувањето, се надам ви беше пријатно и ве чекаме пак. Со задоволство ќе дојдеме.